Дали сега гледаш фактички потенцијал во Здравко што го нарекува екосоцијализмот, зелениот социјализам, како да го речеме, дека еве сега малте не опасноста од пошироки воени размери со употреба на секакви оружја е пред нас. Дали гледаш потенцијал дека луѓето во светот, ако можам така да се изразам, дека некако антивоените движења со еколошките некако би се споиле затоа што исти противник имат војната и капитализмот. Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште една епизода на Депрограма, во која што со другарите Руфат Јашари и Здравко Савески ќе разговараме на тема капитализам и планетата Земја. Мотивирани од 22 април, денот на планетата Земја, кој што датум се одбележува официјално од страна на Обединетите нации од колку што прочитав од 1992 година, но тој датум е земен благодарение на најголемите еколошки демонстрации кои што се случиле во 1970 година и сега сиот тој историјат очигледно не е ни многу битен колку што е битна иднината. Би сакал Здравко со тебе да почнам, затоа што мислам дека подолго време се занимаваш со проблематиката на поврзаноста и обусловеноста помеѓу економскиот систем, начинот на производство и добробитта на природата, на мајката земја, што би рекле некои. Дали сметаш дека оние што се најповикани да ја отварат оваа тема и да ги застапуваат овие принципи дека планетата Земја е во опасност ако се продолжи вака, дали сметаш дека тие најповиканите, дали политички чинители, дали државни, дали сметаш дека проблемот во кој што се наоѓаме, еве од старт ќе кажам дека има голем проблем, без уште да сме започнали со дискусија, дали сметаш дека најповиканите ништо не прават, или пак сметаш дека општо населението во светот не е свесно за опасностите што му предстојат, па кај го гледаш главниот проблем? Најповиканите ништо не прават, тоа е почетокот на проблемот и таа е многу точна дефиниција на ситуацијата која се случува денес. Она што е дополнителен проблем на тоа и е фактички поголем проблем, останатите ние, луѓето, што не сме носители на функции, тоа го земаме као во ред. Тие ништо не прават, тоа значи дека и ние ништо не треба да правиме. И имаме ситуација кај што ништо не се прави, бидејќи има нешто што се вика екологизам одгоре, тоа е кога државите нешто преземаат некои мерки, и има екологизам оддолу. Значи, она што граѓаните го прават и она што граѓаните го бараат и притискаат од страна на властите нешто да се направи. Например, протестите против загадувањето на воздухот, што се најтипичен облик на протести што ги имаме кај нас еколошки, значи тоа е притисок, тоа е екологизам оддолу. Значи, граѓаните притискаат властите нешто да преземат. Али во врска со генералните еколошки проблеми, ние треба да ги адресираме тие генерални и глобални еколошки проблеми, бидејќи тоа е принципот мисли глобално, делува и локално. Но тој принцип не случајно е тргнат настрана. Значи, го нема тој притисок, нема екологизам оддолу. Значи, неактивноста на
институциите не поттикнува дополнителен притисок од дозвола за да преземат нешто, туку се смета за дозвола, штом тие ништо не прават, значи не е толку сериозен проблемот и можеме и ние ништо да не правиме, да си тераме со типичниот капиталистички живот кој го живееме и кој не ги прави луѓето среќни, но ете го тераат. Мислиш дека не се свесни мнозинството, например, еве мора да признаеме дека во поново време се зборува, веќе и во мејнстрим медиумите излегуваат податоци од типот на годишно ниво колку луѓе го губат животот од загадениот воздух и мислам дека за опасностите луѓето се свесни, но некако ентузијазмот го нема и правецот во кој што треба да ги адресираат своите барања. Дали, например, имаш забелешка и на начинот на кој што оние што протестираат ги адресираат проблемите? Дали во тоа гледаш проблем или само во пасивност? Да, нема ентузијазам, има ограничени барања, дури и кај оние кои протестираат, и тоа е тема која треба да ја дискутираме, бидејќи ете за денот на планетата Земја оваа година, исто како претходната година, имавме одреден број на активности поврзани со еколошки активности од низок ред кои не убедуваат дека треба да селектираме што повеќе, да, не знам, можеби малку повозиме точаци и такви работи, што сето тоа е во ред и треба да се прави. Јас не викам дека не треба да се прави, ама да се ограничи цел екологизам на сето тоа. Тоа е недоволно во однос на она што е диагнозата што ја даваат, а диагнозата е дека ние се соочуваме со екзистенцијална закана за човештвото и останатиот жив свет. И сега забележате дискрепанцата помеѓу диагнозата, која е екстремно сериозна, и ситните мерки кои ги предлагаат. И сега тука вие немате критика на системот, нема тука прашање дали можеби проблемот е во самиот економски систем, во капитализмот, зошто ние не можеме да најдеме решение на толку сериозен проблем. Имаме она што де факто се вика во зелени кругови greenwashing, значи зелено шминкање, зелено бојадисување, не нешто демек правиме зелено и тоа. Така што тука треба ние да се концентрираме, зошто отсуствува темата на капитализмот и неговата улога во одбележувањето на денот на планетата Земја, не само кај нас, туку во помала мерка и во останатите земји на светот. Убаво асоцираш сега на главниот причинител на овие состојби, што траат со децении, природата, почвата, водите, воздухот. Тоа е ако не со векови, во последниот век, да речеме, кога еруптираше индустриското производство и технологијата, кога дефинитивно човекот ја совлада природата на начин да ја искористува, не да живее во симбиоза со незе, убаво асоцираше дека проблемот е во економскиот систем. Рупче би сакал некако поконкретно што значи економскиот систем кој се спротивставува на природата? Каков е однос на овој економски систем кон природата? Како се наоѓаме во некоја важна временска крстосница, при која сме принудени да одбереме дали ќе го одржуваме жив капитализмот или ќе сочуваме земјата, или попросто кажам дали ќе бираме, или по-конкретно кажам, дали ќе бираме помеѓу социјализмот или екстинкцијата, нашето исчезнување, целокупниот свет, целокупната планета Земја. И хипокритично, најлицемерно ми од сето тоа што сите тие генерални директори на компании кои што произведуваат, кои што се моголи, кои што го држаат монополот во однос на производство на, не знам, горива и слично,
тврдат дека всушност солуциите се кај нив. Но повторно ги обвинуваат луѓето, односно граѓаните, без разлика зборуваме на глобално ниво, но претежно овие полемики и конфликтни некои дискусии што сум ги просведочил биле на америчко тло, што се вели, но може да се аплицира и на секаде, на глобално ниво. Дека тежиштето на критиката врз луѓето се префрла, не врз капиталистите? Да, наводно тие имаат солуции, имаат решение да произведат одредени горива кои што емитираат нели пониски емисии на гасови честички, но луѓето не се подготвени да дадат свој придонес. Пред се мисли да партиципираат финансиски во сето тоа. Панелите да се ги платат. Да, кога сме кај панелите, тоа е, сметам дека нема воопшто некаква смисла, не знам, не сум запознат како е легислативата во Македонија околу тоа. Например, еве, можно е да се стави фотоколектор нели на што се приклучува со бойлер за едно домаќинство за затоплување на вода, наместо бойлер, нели супститут за бойлер. Но не сум сигурен дали би можел ја, додека би покажал интенција, намера, нели желба, да поставам фотопанели на сопствениот кров, за да произведувам независно електрична енергија од поширокиот нели главен централен систем за напојување. И тоа ми е прашањето, не знам во Македонија дали може секое домаќинство тоа да го направи. Како што ми е познато, и во други понапредни земји што се, да кажеме, како и тоа да се монополизира. Има државата, Министерството за урбана средина или за економија, како и да имаат назив пошироко, како да не дозволуваат тоа да се одвива независно. Од друга страна, поентата ми беше така и почна, воопшто нема смисла одредени моćници и корпорации да монополизираат ресурси како што се јавни површини, алудирам на природа, првенствено вода и слични површини од кои поседуваат суровини и ресурси од кои што може да се произведе електрична енергија или нешто слично. И што е најлошо во домашен контекст, значи познато ни е дека одредени денес моćници, нели, узурпирале одредени површини, реки и води, што се вели, за да произведат хидроцентрали, и тоа со инвестиции, со пари, со народни пари, просто речено. И истата таа електрична енергија ние дистрибуираат и ја наплаќаат нам, на граѓаните, истите граѓани со чии пари се изградени тие хидроцентрали, и како да очекуваат некаква благодарност од нас, некој ниво на респект во однос на тоа дека наводно ја движат економијата, работни места, отварат, генерираат работни места, така што линкот помеѓу државата и приватните корпорации во капитализмот е многу тесен, многу близок, така што се базира од моја гледна точка и сметам дека објективно така се сведува на некоја хипокритија, како што спомна и Здравко околу greenwashing. Се тоа лицемерие. Интересно спомна, интересен збор за монопол. Сега, кога збориме за економскиот систем и капитализмот, автоматски се наметнува и кој бил ставот на најголемиот критичар и познаваш дури на капитализмот, мислам на Маркс. Во тој контекст сакам да го поврзам следното прашање и со
она што минатата недела се случи како значаен настан во Дунја, каде што се одбележа 20 години од марксистичката интернет архива. Сега, како ме мотивираше со зборчето Монопол, баш пред оваа емисија читав еден текст на интернет марксистичката архива, каде што објаснето беше како приватизацијата и узурпацијата на јавните простори во Англија, на пасиштата, на реките, е уствари направено уште многу рано, во самите почетоци на капитализмот, при првата акумулација на капиталот и тие работи, првобитната, и многу добро беше објаснето фактички како луѓето биле избркани од своите поседи, каде што живееле во една заедница со природата, не биле отуѓени, фрлени како безземјаши, како безимотни во градовите, каде што во градовите живеат во за нив и за нивните семејства многу лоши услови за нивното здравје. Значи, се ствара отпад, дури имаше еден момент дека реката Темза во Англија уште во тоа време биче немала жив свет. Значи, прашањето ми е, ако Маркс уште во 1840 и некоја година пишувал, можда и еден од првите во западниот свет што пишувал за екологијата, како човештвото не учи од луѓе што натацна ги објасниле работите, дури и што ќе се случи после 200 години? Да. Ете, например, на темата Маркс, фактички, она што е потиснато знаење, значи и тука има слоеви на пропаганда. Например, ние не го гледаме Маркс како еден од првите еколошки автори во западната мисла, бидејќи зборувам за западната мисла, бидејќи другите култури имале еколошко размислување и немало некој нагол рез. Во западната култура го има тој западен рез и еколошкото размислување се почетоците се јавуваат во 19 век и тука имаме само ретки мислители кои размислувале околу експлоатацијата што ја врши човештвото или капитализмот врз природата. Еден од таквите ретки автори, еколошки мислители во 19 век, фактички е Маркс. Ама тоа е потиснато во јавната свест, бидејќи ете, Маркс бил против капитализмот, а фините екологисти неќат да се чепкаат со капитализмот. Тие би ја решиле климатската криза, ама под услов да не се чепне капитализмот. Ама вие едноставно, ако сакате да ја решите климатската криза, како што кажа Руфче, а да не го чепните капитализмот, тоа е нешто као сакате да решите проблемот со две врзани раце. И са не може едноставно така. И 30 години се обидува да ја решат климатската криза, ете центрите на моќ и нивните фини еколошки папагализатори, да ги речеме, ете, да го искористиме тој збор, ама не може да се реши, очигледно. Проблемот не само што не се решава, туку се влошува. Така што треба да ги видиме тие. Вилијам Морис исто така, автор од 19 век, зборувал за остварување и на социјализам и враќање на хармонијата на човечкото општество и останатиот дел од светот. Ленин, например, кога зборуваме за национални паркови, ќе ви кажат во пропагандата дека Теодор Рузвелт, американскиот председател, бил еден од првите што направил национални паркови. Али има факти кои кажуваат дека веднаш по Октомвриската револуција едни од првите работи со кои се занимавал Ленин било да среде услови на граѓанска војна, формира национални паркови. Во услови на граѓанска војна сметал дека тоа е важно. Повторно, една од аспектите кои се игнорираат, што е и доста трагично, дури не само од капиталистички кругови, туку и од
социјалистички кругови. Така што доста важно е што македонска јазична секција на marxist.org на македонската интернет архива бележи 20 години, бидејќи тоа не е мала работа. И она што е важно, баш да бидеме свртени кон иднината и меѓу другото таа архива се труди да понуди знаење и патоказ во идната борба за соборување на капитализмот. А ние во овој момент не зборуваме за соборувањето на капитализмот или за неговото надминување како нешто што е само пожелно, туку одиме во друга категорија. Тоа е нужно. И сега ние кога зборуваме во контекст на климатска криза за потребата од надминување на капитализмот, таа е нужност да ги вратиме работите во нормална ситуација, инаку ќе имаме големо страдање. Што е исто така важна тема, бидејќи климатската криза е огромна социјална неправда. И ние сме против секоја социјална неправда. Кај климатската криза, едни се оние што го имат лавовскиот дел од загадувањето што се прави, а сосема други се оние што ќе го добијат лавовскиот дел од последиците. Значи, зборуваме за цели народи од глобалниот југ кои ќе настрадаат, зборуваме и во рамките на општествата, кај што во иднина, во таа иднина во која не сакаме да се движиме ама мора да ја спречиме ако не сакаме да ја имаме, дури и во рамките на попривилегираните општества, таа општествена неправда ќе се изрази преку создавање на една многу лоша реалност за мнозинството и некаков си малку подобар живот за малцинството. Тоа сврто што го спомна, она истиснувањето на комуналниот елемент од општеството, и точно узурпацијата можеби е по коректната терминологија во однос на запоседување на сите тие ресурси, но не е погрешно и монополизацијата на истите, нели подоцна која што се случува. И исто интересно ми беше тоа што го двајцата што го дадат. Значи, можеби повеќе од 200 години веќе се адресира, се критикува сета таа појава, сите тие консеквенции, дали во предупредувачка форма биле или во предвидувачка, мислам дека се аплицира и на двете. Сепак, како што спомнав и предходно, сака да се надоврзам, крупните капиталисти, оние кои што се занимаваат, особено овој пат ми е акцентот на овие што произведуваат горива во нафтената индустрија, се некако како да имаат некои солуции, некои решенија, но се некако како да ги пролонгираат. Не ги занима, не ги интересира оној биланс, како што беше спомнато, на мртви луѓе, на заболени луѓе од последиците на нафтената индустрија и слично. Пошто тие живеат во еколошки раеви, ќе си платат, ќе си сите ние сме за без разлика, нема, сметам дека нема педа на ова земја која што не е афектирана од... Тоа е интересно, дали сметат дека она што го прават нема да им се врати, дека зашто се не засегнати од тоа. И не ги интересира само оној кусоглед биланс, годишен биланс, нели, на финансиски репорт, финансиски извештај за нивните добитки и слично. Исто што спомна Здравко, интересно беше кога го спомна Ленин, ми текна на редуцирањето, намалувањето на работното време. Ако не грешам, времето на Ленин беше редуцирано, особено, нели, предходно, 8-часовно работење, но системски државно беше повеќе акцентирано во Советска Русија, мислам. Добро, 8 сати и од тогаш не сме мрднале од тие 8 сати цел век. Од кои што интересно ми е, например, што од тие 8 часа, особено од таа кратка ера на Ленин, нели, неколку часа ефективна работа, од кои
се извинувам, 2 до 3 часа луѓето, односно работниците, работничката класа, работниците во заводите, биле подложни на идеолошка едукација, на учење теорија, на учење, не би кажал поречки вештини, тоа е погрешна формулација, нешто како во принцип што имавме општонародна одбрана во Југославија, нешто во таа смисла. И би направил еден премост околу тоа, околу спомнав редуцирањето на работното време. Смятам дека е нужно, мислам, јас сметам за тоа се протестира, се зборува на ангро што се вели, да се намали, да се редуцира работното време на 20 на 25 часа неделно, со што луѓето би имале многу повеќе време, што секако не им одговара на капиталистите, нели, за живот, да се хранат квалитетно, затоа што во време во кој што живееме, на капитализам пуштено на тројка, луѓето не се хранат како што не преминуваат доволно време во природата. Процесуирана храна, немаат време што велиш да одат на рекреации, на пикници или на нешто слично, да имаат поквалитетен живот, а истото би помогнало во однос на редуцирањето, нели, на загадувањето и слично. Слободно. Да. Значи, ова е многу важна тема и мило ми е што ја отвори околу слободното време и часовите на работа, бидејќи таа е допира една важна суштина тука, бидејќи го има тој впечаток дека ако воведиме еколошки стандарди, тогаш ќе земиме да патиме и страдаме и да живееме во аскетизам. И сега тоа баш не е реално, само така ја создава таа слика. Работата е можеме ние да живееме во склад со природата и да живееме подобро. Меѓу другото и оваа теза ја допира тезата на скратување на работното време. Дали сакаме да имаме повеќе слободно време за нас самите и да живееме во склад со природата, или сакаме да рмбаме кокоњи и за да имаме еднократни производи. Бидејќи, гледајте, ние важна тема е таа во однос на работното време, иако во последните 100 години продуктивноста на трудот, она колку се произведува за единица време, е драстично зголемено, во ист период ние немаме намалување на работното време. Ете, као во време на Ленин и денес официјалното работно време е 8 сати. Реално е зголемено работното време, бидејќи должината на одење и враќање од работа денес е поголема. А то не е слободно време, то е врзано со работното време. И сега, зошто не е намалено? Нас, онај дил што ни го понуди капитализмот е, ќе црнчите на работното место, ќе вршите непотребна работа или ќе го тепате времето, ама мора да сте на работното место, ама затоа ќе има големо производство на многу непотребштини и сега вие треба бидете среќни со таков живот. Али доста луѓе не се среќни со таквиот живот. Она што треба да биде социјалистичката понуда е, ние имаме технологија доволно високо развиена да ги произведи оние трајни добра кои нема да се расипуваат и кои лесно ќе се поправаат, за ние да имаме квалитетни животи. Бидејќи ние за да имаме такви добра, нема никаква потреба да работиме толку долго, ние можеме да работиме помалку и останатото време да уживаме, да рекреираме, да се дружиме и слично. Ама ако имаме толку слободно време, тогаш ќе се покренат прашања што сега не се покренуваат, што е со природата, што е со водата, со воздухот, со земјата, вака она како беше овој пејачов куќа посо што пееше, значи јас ги разбирам, можам да речам мнозинството работници што не се свесни за опасноста што доаѓа зад брегот и го гледаат само пред брегот она што се случува. Значи, војни, империалистички ваму,
економска криза дома, проблеми со социјала, со стамбено прашање, со сите тие работи, и јас ги разбирам во смисла дека они оттуѓени од природата, оттуѓени од слободното, мислам, оневозможени од уживање во слободното време, они едноставно не се замислуваат себе се усвари што е со планетата Земја и со сите тие работи, и некако испаѓа дека ова што после 150 години не е намалено работното време, пак му одговара на системот, затоа што на системот му одговара, прашањето тука кој ќе ги покрене прашањето што треба да се покрене. Дали им одговара на работниците, бидејќи ово е моментот, значи ние, например, ете конкретно во Македонија, ние живееме во капиталистичка реалност која го нуди најдоброто од себе. Значи, ова е максимумот што можете да добиете од еден капитализам. Значи, не може во еден капитализам сите да се богати како Илон Маск. Тоа едноставно системот не го овозможува тоа. Може мнозинството, работничката класа, максимум да добие полна вработеност, значи да има работа и да има одредено висок животен стандард, и после тоа во слободното време, значи мора да се рмба за непотребни измислени работи и глупости, али во слободното време вие ќе гледате Манчестер Юнајтед, ќе шетате по продавници со ефтина облека да си купувате ваму таму. Тоа е дилот што максимум може да го понуди капитализмот, бидејќи капитализмот не мора да значи ова. Капитализмот може да значи невработеност, сиромаштија, одземање. Ете, тие одземања, насилството е поврзано со капитализмот. Капитализмот во своето создавање вршал насилство и цело време го врши насилството. Така што и тоа може да значи капитализмот. Али гледајте го моментот. Иако ние во овој момент го добиваме максимумот од капитализмот, мнозинство од луѓе се незадоволни. И сега едноставно таа слепо ограничување на нашата имагинација само да добиеме повисоки плати, а не да се ослободиме. И тука е Маркс клучен, бидејќи Маркс не се трудел да работникот добие поголем дел од колачот во однос на капитализмот, туку целта била ослободување на работничката класа. Значи ние да се ослободиме од капитализмот. И тезата на екосоциализмот е дека тоа ослободување ќе значи и дека ние ќе имаме подобар живот. И сега работата е, бидејќи од гледна точка на климатска криза, бидејќи на центрите на моќ не им одговара да се реши климатска криза, особено пак по цена на губење на нивната моќ, значи чепкање во точно во економскиот систем, точно. Тогаш, као сека, ако немате вие екологизам оддолу, ако работниците не се доволно мотивирани да се борат за еколошките мерки, тогаш едноставно ние си ја избираме иднината, бидејќи од еколошки аспект важно е и она што го правиме и она што не го правиме. Она што во овој момент важно не го правиме не се спротивставуваме директно против главната закана од гледна точка на еколошката криза, а тоа е економскиот систем, тоа е капитализмот. Сега капитализмот очигледно е прежилав систем, во смисла дека секогаш се адаптира, ја менува својата форма, никогаш суштината, но некако се прилагодува на состојбите. И сега, например, кога размислував за темата, ми се наметна нешто во оваа насока. Например, ако за крепостените селани, кметовите, во феудализмот, ако за нив природата била она што кажав на почетокот од емисијата мајка природа, затоа што не биле оттуѓени од земјата, иако плаќале нели за својот феудален господар некакви си даноци, они не биле од своите производи оттуѓени. Да.
Со капитализмот и со развојот на национализмот како ударна песница имаш мајка Македонија, мајка Србија, Бугарија, Грција, you name it, да. Сега работата е што капитализмот на работникот му дава нов идеал кога ќе пропадни претходниот идеал. И сега нов идеал мене ми изгледа дека е технологијата. Да. Дали таа ќе реши се? Во смисла дека економскиот напредок до толку ќе ја развие технологијата до незамисливи височини, што на крај Илон Маск ќе стигне некое дугме и ќе се препороди планетава Земја како на вак. Што мислиш, што веруваат ли луѓето во неограниченоста на... Во односи на тоа што претходно го зборувавме, но пред да се надоврзам на тоа, би спомнал она што го каже ти, дека капитализмот е подложен и се адаптира на промена, нели, и промената, нели, она константна промена е сршта на капитализмот, или како што спомна и перманентна револуција на капитализмот. Или Америка ни е денеска, нели, најголем синоним последниве неколку векови, најголем синоним, нели, за напреден капитализам или нешто слично такво. И самото конституирање и креација на Соединетите Американски држави почива на насилство. Тоа е виолентен елемент, го просведочивме низ низа. Што спомнавме и претходно на узурпација на земјата. Да. Оно ја што спомнав во Англија, на пример, имаше пример некој си лорд гроф таму, некоја мала местност, едноставно ги избаркал луѓето. И они, а ваму имаш во Америка цела раса, значи цела... Ерадикација и експлоатација на расен елемент и слично. Во однос на технологијата, често пати знам да кажам дека, не знам, сме го достигнале некој тој врв во 90-тите, во однос на технологијата, затоа што поентата ми е всушност конзумеризмот и онаа потреба, како што спомна Здравко, нон-стоп нешто да се купува ново, и некој сугерира дека солуција за глобалното затоплување, за климатските промени би било, нели, како што спомнавме, освен редукцијата на работното време, на тоа аналогно, нели, оди редукција на индустриализацијата, на производството и слично. Некои смета дека треба да биде побавно, поградациски, но очигледно фактите кажуваат дека треба да биде што понагло да се случи. И во однос на тоа, значи, приметуваме особено во последниве 20-тина години, како трендовите многу брзо да се излитуваат и нон-стоп ни форсираат. Сите ние сме сведоци, нели, кога ќе отвориме YouTube или нешто слично, не бомбардираат со некои тие реклами, доколку спомнеме дури во ваква констелација, без да сме на девајс, некој телефон или нешто слично. Спомнеме, например, патики или нешто слично. Кога ќе отвориме фидот, не се појавуваат патики на вако, што на мене ми е малку чудно, но во ред тоа е друга. Некако процесот на производство и на сите тие, како што кажа Здравко, непотребни. Например, еве, прво што ми падна на памет, спомна технологија, еве и мобилните телефони. Например, одреден модел на iPhone потребно беше неколку години, нели, да поминат за да искочи некој нов модел. Сега ануално секоја година ни сервираат нов модел. Или порано, например. Технологијата сакаш да кажеш повеќе отпад сега прави отколку што... Например, Volkswagen, пример. Првиот Golf. Требаше скоро 10 години за да искочи двојка. На секои 5 години, нели, до Golf 4, као пример. Значи, или било кој производител на автомобили. Од модел до модел имаше некој размак. А сега нагло се создаваат паркинзи полни со возила кои што не може да се пласираат на маркетот.
Така што сето тоа е Контра, сакаш да кажеш. Ова прашањето со технологијата и вербата во технологија е доста важен идеолошки момент, бидејќи и за жал капиталистичка пропаганда е доста успешна во тој аспект, толку успешна што доста луѓе се де факто, иако некои несвесно, технооптимисти. Технооптимизам значи дека за општествените проблеми има технолошко решение. Ете и во контекст на климатската криза, значи ќе се најди некое решение кој ќе го реши проблемот, ние ќе си продолжиме, али и со новото технолошко решение. Фактички до толку е тралала работата што фактички водечките климатски научници во своите моделирање како ќе се справиме со климатската криза предпоставуваат некоја идна технологија врз основа на која ние ќе ги намалиме емисиите на јаглерод диоксид. И сега видете го овај технооптимизам, дури на технооптимизам, ете например во нашето општество во мода е да луѓето се песимисти. Значи ако кажеш дека си оптимист, тоа е некоја наивна позиција во перцепцијата на доста луѓе. Сите овие песимисти фактички се до коска технооптимисти или предпоставуваат, ете, центрите на моќ ќе измислат Илон Маск или не знам кој ќе измислат некое технолошко решение и пуф, ние ќе го решиме проблемот без да се замараме. И ова технооптимизам е поврзан со еден песимизам, а тоа е општествениот песимизам. Што мече системот економски не може да се промени, ајде нешто друго ќе менува. Општествениот песимизам значи дека не веруваат луѓето дека може да се смени општеството. Значи можело да се смени технологијата, ете го оптимизмот, ама општеството не може ние да го смениме капитализмот. И ние дојдовме до ситуација кај што експлоатираните од системот не можат полесно име да замислат пропаст на светот отколку крај на капитализмот. И ова е многу трагично. Добро, со пропаст на светот ќе се спасат од експлоатацијата. Па тоа е многу, значи животот е толку вреден за да го фрлиш така. Да. И она што е важно, точно, и е показател. Бидејќи повторно ќе потсетиме, ова е максимумот што може да ни го понуди капитализмот моментално во Македонија. А ние не сме задоволни дури од максимумот што ни го понудува. Ако не сте задоволни од систем кој е на максимум, тоа што знае, тоа многу лошо кажува за тој систем. Веројатно тоа е придружено со несвесноста дека за чудо живееме во едно раздробје во кое што 2 децении немаме војна на овој простор, онака од пошироки размери на Балканот. Ова што го гледаме во Украина, во Палестина ни делува како на другата страна од светот. Сега за тие луѓе што живеат таму, војната е тука и уништувањето. Да. Дали ти е познато, например, за она нуклеарна криза што беше, например, Хрушчов, Кенеди и слично, во студената војна тие закани со атомско оружје. Дали тоа беше причина за еколошкото движење да се појави на почетокот во емисијата што спомнав во 70-тите години, и дали поради тоа што сме сега на прагот на нови војни, иако некои веруваат дека ќе се решат на дипломатска маса, ама и да се решат таков е системот по 2-3 години пак ќе е истото. Дали сега гледаш фактички потенцијал во Здравко што го нарекува екосоцијализмот, зелениот социјализам, како да го речеме, дека еве сега малте не е опасноста од пошироки воени размери со употреба на секакви оружја е пред нас. Дали гледаш потенцијал дека луѓето во светот, ако можам така да се изразам, дека некако антивоените движења со еколошките некако би се споиле затоа што исти противник имат војната и капитализмот?
Не знам колку условио, иако не знам во таа временска секвенца дали луѓето биле свесни дека се работело, според мене, барем, за еден блеф од Советскиот сојуз, но реалната закана била пред Флорида, што се вели. Но тука и како да нашле тие движења некој процеп затоа што се дувала нели виетнамската криза и нели она живење на стара слава што се вели, нели извојувањето на победа во Втората светска војна и сета таа како нов свет сега се гражи, нов меѓународен нова поредок. Америка, нели оној индустријски бум што се случи по 45-та и слично, тука како почна да слабе, но во однос на, да не навлегувам во тоа, во однос на прашањето што ме За сегашноста и за иднината, еве би рекол во догледно време. Се надевам дека ќе биде во догледно време, дека ќе се создаде некоја повисока, како да кажам, критична маса. критична маса, но и ќе се создаде баш еколошка цивилизација. Но таа еколошка цивилизација ќе мора да биде социјалистичка, дали некој би сакал за да биде, што викаат на англиски sustainable, одржлива, дали тоа им се допаѓа, бидејќи... Ама сега кажи, извини, морам да те прекинам, кај што спомна еколошка цивилизација, тоа мене ме асоцира дека нашава цивилизација ќе пропадне, па нова цивилизација. Но како се нештата, констелацијата на нештата, ние просто кажано не им допуштаме на океаните, на шумите да ја регулираат климата како што е, ајде да кажеме, програмирано да биде. Еве, сега скоро видов некој пост на Инстаграм, знаеш, I love the smell of coffee in the morning, smell of ocean, мирисот на океанот. И ја онака иронично повикам, еве ја последен пат кога бев на Атлантикот, мене ме мирисаше Атлантикот на нафта. Така што не е во завидна состојба. Знаеш зашто те прашав како историчар, зашто за време на војни јасно е дека ќе има сиромаштија, ќе има глад, ќе има сеопшто уништување. Сега кај климатскиве промени, кај промени воопшто на живите, на живата природа. Се ова нешто ќе кажеш климатските промени, то некако многу делумно звучи, дека проблемот со животната средина не е само климата, туку све буквално што живее, да. Евидентно се случува секој ден. Така да, сега кога се војни, веројатно визуелна е опасноста, гледаш околу тебе се гори, кратер има од бомба и слично, а за еколошкава криза, то не се гледа дека луѓево и без јадење, и без основни услови че остана, например, загадена е почвата, храна од каде? Она што ни го направи капитализмот во неговата пропаганда, ете на најбазично ниво, е тоа што ние престанавме да ги гледаме заедниците. Туку се гледаме изолирано, индивидуализирано. Значи, сите ние сме одеднаш во нашата перцепција индивидуи со собствени индивидуални интереси, спротиставени на останатите, а заедница едноставно не постои. И, например, таа перцепција ја има, например, да речеме во Македонија, нашите луѓе обично не може да го видат општеството, бидејќи за да видиш општество, треба едно општество е составено не само од поединците, туку од нивните врски, што ги прават заедница. И сега, едноставно, во таа индивидуализирана перцепција на реалноста што ни ја наметнува капитализмот, секој за себе, ние не гледаме ни дека сме дел од природата. И сега ние имаме дури една чудна перцепција, нешто ние сме надвор од природата и сега кога коментираме за природата, испаѓа
коментираме за некој друг, а не за самите себе. И испаѓа ко ние да сме можеби на Марс, а природата е на Земјата, или па природата е на Марс, а ние сме на Земјата. Така што многу чудни, и сега тука е еден од корените на проблемот. Кога зборуваме за природата, ние мислиме дека зборуваме за нешто друго. Климатските промени, тоа е нешто за природата, а не за нас. Не, зборуваме за нас. Има заедници и ние треба да ги вратиме, да ја вратиме таа перцепција на заедниците, што е во коренот на комунизмот и слично. Али да се вратиме на војните, што е многу важна тема. Само не се доискажав, поентата ми беше дека, како што, например, знае тие што претежно коментираат на социјалните мрежи, кога, например, збориш за ситуацијата во Украина или во Палестина и као критиката е гледај ти за тука, што има за таму да гледаш. Така? Точно. По истата логика. По истата логика на индивидуализмот. Како да не сме поврзани, јас и да не сакам поврзан сум со тие состојби. Не знам, нема да има жито од Украина, од ваму ќе го запре дотурот на што и да доаѓа од Блискиот Исток. Точно, таа е таа перцепција. Дури и да сум индивидуалист, јас сум поврзан со свет. Точно, дури и да не ја видиш заедницата, ја има заедницата. Значи, во крајна линија, глобалниот економски систем функционира глобално, така што проблемите, ако оние работи, што ги прави глупости, најглупиот човек што е на функција председател, Доналд Трамп, се одразуваат и ќе се одразуваат на нашата реалност. Значи, дури само да го гледаме економскиот дел. Значи, заедниците постојат дури и кога некој одбива да ги види. Да речеме, но тие заедници може да бидат деструирани и сега, например, ние во хиперкапиталистичката реалност на денешното време, од една страна го имате проблемот, значи некои кукаат дека има епидемија на осаменост и има доста, особено млади луѓе, што немаат ниту еден пријател. И после се чудат како е то могуче, а ако вие имате изградено индивидуализирани индивидуалисти, тогаш нормално ако ти гледаш да го искористиш другиот човек, како ќе имаш пријател. И сега, тие се моменти каде што социјализмот и само социјализмот го нуди решението, а капитализмот мава во зид. Значи, капитализмот може да ни понуди по цена на екстремна експлоатација и загрозување на нашата заедничка иднина. Повеќе работе, ствари, непотребштини. Ама тие де факто не прават среќни и ние мора да го поставиме на дневен ред прашањето како то на максимумот ние на што може да го понуди системот, ние сме незадоволни. И да ја вратиме таа, и таа е многу клучна поента. Дури од еколошка аспекта, не само од гледна точка на положбата на работничката класа. Значи, да ја вратиме желбата, стремежот, копнежот на работничката класа, да се ослободи, а не само да биде подобро платена наемна сила. Очигледно, трагедијата на човештвото се состои во тоа што откога се случат негативните појави, тогаш се гледа уствари зошто дошло тоа. Например, Маркс и комунистичките мислители до концептот на отуѓувањето од природата, од човек, од еден човек од друг човек, тоа е напишано пред 200 години. И ако тогаш било неверојатно некој толку да е осамен, да нема пријатели, да самува, сега е то нормализирано, а се можело да се предвиди децении на нас дека ќе дојде до тоа, дека фактички системот е така конструиран економски за природно да донесе да доведе до ситуација на она што изгледа во моментов незамисливо. Например, нас во моментов не изгледа незамисливо дека можно е утре почвата едноставно да не раѓа како претходно што раѓала,
водите едноставно да бидат во најголем дел загадени и да имаме војни за работи што сега ги сметаме здраво за готово. Ама сега тоа делува како научна фантастика. Е подалеку од Лудиот носот. Макс филм, да. Е подалеку од носот. Зошто капиталистичка индоктринација е индивидуализмот? Од гледна точка на еден капиталист, пожелно е вашите работници да бидат отуѓени еден од друг, да не гледаат заеднички интерес и секој да си го гледа личниот интерес. Бидејќи секој капиталист е помоќен од секој единечен работник. Само обединети работниците може да му парираат во моќта на капиталистот. И затоа, за да не дојде на терен да се мераат силите, стапува индоктринацијата и од работниците се прави индивидуализирана аморфна маса која не си верува меѓу себе и мисли дека може да го напреди својот личен интерес само преку гледање на сопствениот интерес. Врз грбот на И другиот. ние веќе ја имаме Да, изгубено вербата дека е можно ние да си го унапредиме личниот интерес преку унапредување на општото добро. Значи, работиш на општото добро и ако го добиеш, ти самиот користиш. Значи, тоа е општо добро, значи го вклучува и себе си. Ама ние не се гледаме као дел од заедница. И затоа, меѓу другото, ете, некој ќе рече дека не е тема национализмот од гледна точка на екологијата, што не се согласувам и што убаво го посочи ти. Значи, во отсуството на некаква визија за заедница, а едноставно човечка потреба е човек да припаѓа на заедница. Им го нудат сурогатот на нацијата, која може да ја манипулираат, и сега вие сте дел од една сурогат категорија нација, во која, например, имате во примерот на македонците македонски капиталист и македонски работник со тотално различен живот, дека биле една категорија. И при тоа, например, националистите воопшто немаат никакво ограничување од гледна точка на нивниот патриотизам. Значи, еден македонски капиталист да го експлоатира еден македонски работник, иако нели тие се браќа, дел од ист народ. Ама ете, значи, такви работи не се гледаат, а од друга страна се користи таа сурогат категорија на нација. Значи, Еве сега имавме пример, извини што ќе те прекинам, пошто и се ближиме при крај со емисијата, ама еве сега последен пример што беше со мазут аферата. Да. Значи сега ќе покаже истрага што како било сите тие работи, ама одно што го прочитав беше дека тој човекот што најмногу профитирал не живее во Скопје. Да. Така да се надоврзува на ова што досега го разговаравме. Беше убаво што го наведе, пошто глобализиравме, нели, а ова беше многу добар пример. За жал, ова е очигледно тема што ни требаат уште 2-3 емисии, али се надевам дека основните причини што доведуваат до навидум да изгледа безнадежна ситуацијата со животната средина и со зачувувањето на планетата Земја, мислам дека ги наштавме причините зошто. И на самите нас. Да. Ама мислам дека ги наштавме дел од причините зошто уствари нема активна борба. Еве многу емисии има на темава, веќе анализи, сериозни научници, еве и на марксистичка интернет архива, морам да ве пофалам, вие што се занимавате со тоа, има особено еден сектор на македонски текстови преведени. Кој сака, значи, да чита, да се запознае, има. Но сметам дека во ова време од еден сат дадовме доволно теми за размислување. И јас да кажам за крај, например, добро е што ја направивме оваа тема, бидејќи
Многу ретко на денот на планетата Земја воопшто има дискусии околу сето ова и сето тоа се сведува на активности од трет ред, од типот на чистење на ѓубрето некаде кај што фрлале ѓубре, што е во ред, ама не е доволно едноставно, да речеме. И особено би им препорачал на колегите екологисти кои се заглавени во капиталистичката матрица да поразмислат околу моментот, дека ако некој проблем се решавал 30 години на ист начин и си добил резултат на тој начин што не само што не е намален проблемот, туку е зголемен, тоа едноставно кажува дека треба да се размислува out of box, што е доста популарен израз во тие кругови, и треба да се види малку околу уделот на економскиот систем, значи на капитализмот, на креирање на климатската криза, бидејќи ако се одбие ова да се прави, тогаш фактички се гарантира, се работи на гарантирање на она сценарио кое тие се свесни дека може да настани, ама едноставно некои немаат и интелектуална храброст да ги покренат тие прашања, бидејќи се плашат дека ако го чепнат капитализмот и центрите на моќ во капитализмот, дека ќе политизираат. Да, екологизмот е политизирање на дискусијата што правиме околу уништувањето на нашата заедничка земја и нашата заедничка иднина. Очигледно има во граѓанските движења една идеолошка тврдоглавост, така да се надеваме дека во иднина ќе се јават и работнички движења што им е најасно која е основата на проблемите. Фала ви, другари, на гостувањето. Се надевам дека овие дискусии не се залудни, затоа што како и одминува времето, оваа тема ќе биде што поактуелна, така да треба да се спремни луѓето за она што ги очекува и како може да се спречи евентуално. Фала ви, остануваме ние и понатаму со овој концепт на емисии на Д програма, се гледаме во следна прилика.